како и секоја година, веќе долго време Алиф Ефзи спроведува хумани активности по повод овие празници, но и по многу други поводи, со цел да помогне на сите оние кои што не можат да си ги дозволат основните потреби како храна и облак. Многу повеќе за овие активности кои што се спроведуваат овој период по повод месец Рамазан, но исто така и за големиот христијански празник Великден, во продолжение слушаме многу повеќе од Алиф Ефзи. Да му посакаме добро утро. Добро утро, фала што дојдовте позор да гледачите. И оваа година спроведувате хуманитарни активности. Какви се донации се собраа до сега? Со овие донации започнавте на 19 предходниот месец. Да, значи од 2019 почнавме, нема застој, затоа што секој верски празник за мене е благослов да помогнам, знаеме дека народот во Македонија си сака помош, си сака соживот, си сака добрина, затоа и со хуманите луѓе помагаме. Од 19 февруари почнавме за месец Рамазан, да донираме до 19 март, на 20 март е државен празник или Рамазан Бајрам, заедно ќе го празнуваме и се надевам дека обезбедуваме храна и алишта за семејства. Веќе почна луѓето да донираат и нова опрема, нови алишта со тикета, зашто гледаме дека на луѓето стварно им треба помош од сите нас. Кажете ми дали се собраа многу донации. Овде може да се види зад нас дека има и неколку кеси кои што се полни со облека и се уште треба да се распределат на оние кои што им е најпотребно. Дали досега имаше многу донации во однос на храна и облек? Храната е тешко да се обезбеди многу, затоа што знаеме дека луѓе бараат, а да го купише веќе има друга цена од ланите. И храната им обезбедуваме со повеќе намирници, да речеме, со сумоместнати млеко, најмногу им треба на дечиња. Им апелирам до сите хумани луѓе да донираат, затоа што јас вчера дадов 10 пакети, денеска требаше уште 10 пакети да дадам, ама од сабајле од 3 часови се надевам дека ќе обезбедам. И многу семејства чекаат не само од Скопје, од други градови, преку екологистик сервис да им пратиме по карго по сервисот. Се надевам дека денеска овој апел ќе биде да помогнеме до 19, зашто после месец Рамазан пак имаме на улога да помогнам хуманно, затоа што мене ми е чест да помогнам на верски празници и за Великден. Лани обезбедивме за Великден 250 табли јајца, благодарение до Саше, господинот, многу помага и тој. Обезбедивме 250 табли јајца, ова година имам намера, ако даде Господ здравје пред се, 300 табли јајца да обезбедиме и пакети колку можеме храна заедно. Кога ќе започнат да се собираат тие донации по повод празникот Великден? Па после чим ќе завршиме со Рамазан Бајрам, неколку дена малце да имаме да видиме што треба на семејствата. Значи нема застој да има и сега помагам на православни семејства, нема застој за тоа, ама битно се знае дека табли јајца мора да има за Великден. Напоменавте нели какви донации се собирали и што е најмногу потребно. Значи доколку некој сака да донира, најмногу на кое што треба да се стави фокус е млекото, јајцата кои што ги напоменавте и генерално храна. Значи најмногу им треба зејтин, млеко, памперси им треба на деца, не зашто ми доаѓаат тука немаат повеќето сумоместнати производи, имаат кашкавал, да имаат паштета, затоа знаеме дека луѓето кај што им носам јас храна, немаат некакви услови да ги пржат, да ги прават, немаат некоја струја, немаат и сега им носам, колку им можам, им помагам. Знаеме дека покрај Вардар кај што живеат семејства, немаат никакви услови и тие ми доаѓаат секој ден тука, ме знаат и муштериите, некојаш можда им се извинувам на жителите околу мојот дуќан од општина Аеродром, доаѓаат, бараат храна, не можеш да ги одбиеш и тие се луѓе, не можеш да речеш зошто им помагаш, вика, па не може, ама ти дете као дете ти бара, не гледа дали ќе се страми, нема се страми, он дека да обстане во животот. Јас се трудам со муштерите, веќе муштерите навикнаа, веќе 6-та година сум со хуманоста, навикнаа, знаат дека имам секакви семејства што бараат помош и намеднуваат глава, пак помагаат. 6-та година поред спроведувате вакви хумани активности. Што значи ова лично за вас и со какви предизвици се соочувате? Дали некогаш вие мачно, ето така да ве прашам, да го правите се тоа?
Абе, ние нормално човек, не сме робот, да бидеме во контакт на така, да биде нормално, секогаш ќе имаме и добри и лоши денови, некогаш се изнервира нешто, може од дома, може од работа, може од приватно, па ќе ти бара некој храна, ќе ти бара помош, а ти не можеш да издржиш, ама пак ќе речам, ќе бројам до 10, пак ќе помогнам, пак ќе донирам. И пак ќе замолам луѓе да донираат. Се надеваме дека и ние ги потикнуваме нашите гледачи да донираат пред самиот крај, да ве контактираат вас на вашиот мобилен телефон или пак да дојдат во берберскиот салон во аеродром за донации, така? Значи, дуќанот ми е од 1986 година во општина Аеродром, 40 години веќе сме тука. Нека дојдат, нека донират една пакетка храна, нека донират алишта, да помогнеме. Значи, да не оставаме гладни семејства, најбитно ми е тоа. Благодарам многу што ни излеговте во пресрет. И еден апел ќе напишам и ќе замолам луѓево, вака што сме верни, што сме хумани луѓе, да се молиме во џамија, да се молиме во црква, да се молиме во манастири, да има мир во светот. Да гледаме дека деца млади умираат за некои си интереси, такви работи. Ги замолувам луѓето хумани да отвориме раце, да помагаме, да се молиме, да не се шири ратот, да има мир во светот, дечиња да не гладуваат и да не плачат за тешки ситуации. Благодарам многу. Благодарам, мирот е најважен, се разбира.